Добро, најпрви благодарам на присуството. Темата на денешната изјава е активностите кои што ВМРО ДПМН ќе ги превземат во периодот кој што следува, а се однесуваат на тајните преговори кои што двоецот Заев Бучковски ги водат со официјална Софија и се однесуваат практично на единината на Македонија и евроинтегративниот процес на македонскиот народ, нација и држава во рамките на Европската унија. Она кое што денеска сакам да го кажам и да го повторам е следното, а тоа е дека од високи дипломатски извори и од Брисел, но и од официјална Софија дознаваме дека барањата кои што се составен дел од декларацијата усвоена во бугарскиот парламент практично ќе бидат дел од преговарачката рамка на Македонија со Европската унија. И од тој момент билатералниот проблем кој што ние го имаме со официјална Софија, а се однесува на посебноста на македонскиот народ, култура, традиција, обичаи, македонскиот јазик, антифашистичката борба, практично сите оние проблеми кои што се содржани во декларацијата усвоена од бугарскиот парламент ќе бидат практично проблем кој што ќе го имаме ние со Европската унија. Односно, од билатерален проблем, проблемот ќе прерасне во проблем помеѓу Македонија и Европската унија. Ова можеме да го спречиме само на еден начин, а тоа е јавноста со својата критика, но истовремено и народ на улиците. Во рамките на тоа, ВМРО ДПМН секој ден почнувајќи од утре ќе ги блокира на 3 места Скопје и 10 градови во Македонија во периодот од 15 до 17 часот. Се додека на јавноста не биде покажен документот, патоказ или како сакате наречете го, кој што го преговара двоецот Заев Бучковски со официјална Софија, а се однесува на прифаќање на декларацијата која што е усвоена од бугарскиот парламент во 2019 година, да биде дел од преговарачкиот процес или да бидам чекор попрецизен, тоа е првиот кластер Fundamentals, односно првите 5 поглавја. Така што, како народ, како нација и како држава, доколку ова биде дел од преговарачкиот процес, ние ќе бидеме практично доведени пред двоен избор. А тоа е или асимилација, бугаризација за еден ден, кога ќе ги завршиме неопходните реформи, бидеме дел од Европската унија, или замрзнување и напуштање на сонот за Европската унија. Затоа апелирам до сите политички партии, без разлика дали се леви, десни или центар, без разлика дали се парламентарни или надвор од парламентот, да се приклучат на барикадите, затоа што македонскиот народ, македонската нација заслужуваат одбрана во овој момент. Да не биде послем тоа доцна, затоа што грешката денеска која што ќе се направи, може да има влијание на единината на сите оние генерации кои што се неродени, но и сите оние генерации кои што практично се денеска со нас и кои што треба нас да не наследат. Ова прилика ја користам да се обратам и до Европската унија. Македонскиот народ, македонската нација, македонската држава заслужува без условување, без дополнителни патокази, без дополнителни договори уште од 2009 година почнување на преговорите со Европската унија. Ние ги споделуваме вредностите кои што ги споделуваат жителите на земјите членки на Европската унија. Македонскиот народ, нација и држава се вратата на Европа. Ние го споделуваме сонот на Аденауер, Шуман и Де Гаспери за обединета Европа. Затоа апелирам до вас. Оставете ги овие хегемонистички барања од официјална Софија, кои што ја негираат посебноста на македонскиот јазик, идентитетот, историјата, културата, обичаите. И стапете со вредностите на кои што почива идејата за Европска унија. Дајте ни дата да почнеме со преговори со вас и таа дата да биде сега на 21 јуни. Овој народ тоа го заслужува. Може би тоа не го заслужува Зоран Заев и оваа влада. Со сигурност не. Но овој народ тоа го заслужува. Ова нација и ова држава тоа го заслужуваат. Немојте дополнително да го притискате, тој е доволно уценет човек. Него не му требаат дополнителни отстапки. Овој народ не може тоа да го прифати. Ние сме за достоинствени преговори, а ние ќе ви покажеме дека можеме и заслужуваме да бидеме дел од вас на таа маса.
Јас знам дека нема никакви реформи буквално ниту во една област. Но тоа што овој народ го направи за Европа во минатото и тоа што овој народ го направи за Европа во поблиска тинина заслужува почеток на преговорите. На 21 јуни дозволете ни да почнеме и да ви докажеме дека ние сме дел од Европа и заслужуваме да бидеме дел од обединета Европа. Ви благодарам. Доколку имате дополнителни прашања, ви стојам на располагање. Па мислам дека тоа што беше кажано од ДУИ за преминување на платформата од национална националистичка кон зелена е, предпоставувам, дел од нивната кампања која што ќе ја водат на следните локални избори, иако денеска демантот стигна дека е тоа само убаво напишано на хартија. Еве ве повикувам од тука да се упатите во Кичево, во Осломе, во Зајаз, во Трапчиндол и да погледате каков чат излегува од термоцентралата Осломе. Тоа личи на се, само не личи на зелена агенда. Жалам што политиката се претвори во пиар алатка и слово на хартија, а нема дела. Па така би ја карактеризирала и ова кој што вие денеска ми го постувате како прашање, се однесува на новата платформа на ДУИ, која што од национална преоѓа во зелена платформа. Што се однесува до случаевите Талир 1 и Талир 2, запамтете го името на Митко Сандев. Тоа е човекот кој што е судија поротник, кој што ги исполнува условите да замине во пензија, но поради притисок од претпоставените не оди во пензија, а се со цел да се држи ВМРО ДПМН како дел од случаевите Талир 1 и Талир 2, иако тие случаеви се започнати 18 месеци по истекот на Законот за специјалното јавно обвинителство, а со една цел да го зароби имотот, да ги зароби ресурсите на ВМРО ДПМН, за да може на избори Зоран Заев и СДСМ наместо од стартно целната рамнина да ја трчаат трката до 100 метра, да трчаат од 50 метар. Така што Митко Сандев е човекот кој што денеска му служи како алатка на судот, а индиректно на Заев, кој што е исто така дел од статутарната комисија на партијата на пензионери, иако ги исполнува условите за пензија, да седи спротивно на сите закони таму каде што седи и практично да му овозможи на СДСМ и Зоран Заев дополнителна предност на овие локални избори со тоа што ќе ги држи активни предметите Талир 1 и Талир 2, каде што ќе потсетам незаконски, спротивно од сите законски рокови е замрзнат имотот на ВМРО ДПМН. Ви благодарам. Да, повелете. На 3 локации во Скопје, утре се блокира градот од 15 до 17 часот и во 10 градови. Се додека не го видиме патоказот и документот кој што го преговара двојецот Заев Бучковски. Сакам да ве прашам дали ќе имате и некои институционални... Ке имаме институционални и дополнително јавноста ќе биде информирана за чекорите кои што ќе ги превземе. Да, ви благодарам. Мислам дека веќе од овој месец, втората половина на јуни, првата половина на јули ќе бидат познати имињата на првите кандидати кои што ќе ги предложи коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. За град Скопје би требало некаде таму крајот на летото да биде познато името. Па видете, принципиелен е ставот на ВМРО ДПМН. На пресконференцијата Зоран Заев кажа дека ќе ја информира опозицијата, ќе ја запознае и ќе бара дозвола од опозицијата. До овој момент, дека јас го одговарам вашето прашање, таков состанок нити имало, нити пак некој не повелкал. Ако мислат СДСМ и Зоран Заев дека се зависи оваа држава од него, се лаже. Одамна веќе не зависи ништо од него. Да, точно. Очекувам цената на електричната енергија или струјата да биде поедноставно, да биде зголемена после 30 јуни, односно на 1 јули, за минимум 15%.
односно да бидам попрецизен, може да достигне минимум до 18%. Ако ме прашувате како дојдовме до оваа бројка, еве ќе ви дадам одговор. Компаниите кои што ги регулира регулаторната комисија, а тоа се МЕПСО, операторот на пазарот, кој што исто така е, би рекол, индиректно МЕПСО, и дистрибутерот, Ева на дистрибуција, кои што учествуваат во отприлика 38% од цената на електричната енергија, веќе побара зголемување од 5%. Оние 62% кои што преостануваат, во најголем дел се цената за струјата, односно цената на електричната енергија, која што досега ја обезбедуваше ЕСМ или поранешно ЕЛЕМ по цена од 38,5 евра мегават час. И таквата цена на електрична енергија која што ја снабдуваше ЕСМ, односно поранешно ЕЛЕМ, доведе да денеска, во 2020 година, загубата на компанијата која што на времето имаше 1,5 милиарда денари депозити и 350 милиони денари на сметка и нула долгови, 2020 година ја заврши со загуба од, верували или не, 1 милиарда и 33 милиони денари или речиси 17 милиони евра. Како резултат на тоа, доведено е под знак прашање ликвидноста на компанијата, засилена со плячката која што таму се случува, а која што ја објавивме на минатиот брифинг и која што допрва ќе објавуваме на брифинзите и на конференциите, пресконференциите кои што следат, ја доведоа до ситуација да имаат повеќе од 1 милиарда денари загуба. ЕЛЕМ ќе понуди на овој тендер кај Евана Хоум цена на електрична енергија која што се очекува да биде помеѓу 55 и 58 евра за мегават сат. И тоа ќе биде во вкупна количина од 70% од потребите на Евана Хоум, односно потребите на потрошувачите кои што добиваат сметки од Евана Хоум. Останатите 30% ќе биде цената која што ќе ја понудат трговците, а таа во моментот на берзите за електрична енергија изнесува околу 70 евра. Кога сето ова ќе се сведе на вкупна цена на електрична енергија, односно струја, плюс тарифа за МЕПСО, плюс тарифа за пазар, плюс тарифа за дистрибутер, очекуваме дека граѓаните најмалку што ќе плаќаат зголемена цена на електрична енергија од 1 јули ќе изнесува 15%. И токму поради тоа, односно 18%. И токму поради тоа, ВМРО ДПМН даде предлог за намалување на данокот за додадена вредност на сметките на електрична енергија од 18 на 5%. Излезе регулаторната комисија и кажа тоа е наш предлог, не е на ВМРО ДПМН, во ред господа од регулаторната, во ред Марко Бислимовски, ваш предлог е, ве молам на вашиот стопан Зоран Заев, кажете му до Комисијата за финансирање и буџет, пратеникот Тимчо Муцунски, еве владата нека поднесе предлог за намалување на данокот на додадена вредност на сметките на електрична енергија од 18 на 5%. На тој начин приходите во буџетот ќе се намалат од 90 до 100 милиони евра, но тоа ќе бидат пари кои што директно ќе ги заштитат сите граѓани на сметките на електрична енергија. А не повторно да се занимавате со 200 евра ваучер и вако 100 евра ваучер таков. Еве антикризна мерка, каде што државата ќе се откаже од 90 до 100 милиони евра на сметка на граѓаните. Еве, нека не е ВМРО поднесителот, господине Марко Бислимовски, ти кој што ќе ја подпишеш одлуката за зголемена цена на електричната енергија, заедно со твоите комесари, кажете му на вашиот стопан, Зоран Заев, да поднесе во парламентот од името на владата до Комисијата за финансирање и буџет намалување на данокот за додадена вредност на сметките за електрична енергија, кои што ќе ги добијат граѓаните и правните лица од 1 јули па натам. Воспротивно, доколку тоа не го стори, ќе го сметаме за соучесник во плячката и осиромашувањето на овој народ, ќе се соочи со гнев, масовни протести, се до негова конечна оставка. И одговорност за тоа што денеска тој е најодговорен ако ова не го направи. Само да се квалифицираме. ЕЛЕМ е принуден, односно Евана е принудена да купува цена висока цена заради тоа што регбитовар има намалено производство, односно ЕЛЕМ има намалено. Еден од факторите, да, е и тоа. Еден од факторите. Само за Бугарија, како да се напине спорот ако Бугарија останува на своите позиции? Дали ние треба да се повлечеме од разговорите или треба да чекаме притисок од Европа, од некој брзнив? Како да се напине доколку тие се стојат цврсто на својата позиција? Бидејќи ние губиме, нели? Ние сме тие натор, тие се така. Доколку ние бевме добри во реформите,
не бевме последни според корупцијата и криминалот, односно најкорумпирана држава и влада според корупцијата и криминалот. Доколку ги спроведевме сите реформи во обвинителството и судството, доколку имавме еден универзитет во првите 500 според Шангај и реформи во образованието како што треба, а не вакви какви што предлагаат. Доколку наместо држава лидер во регионот според број на починати од ковид, имавме и бевме држава лидер по бројот на вакцинирани и спасени човечки животи. Доколку ги спроведевме сите реформи и бевме за одлична оценка 5, јас ви гарантирам дека денеска Бугарија ќе беше пратена на магарешка клупа и никој во Европската Унија немаше да ги толерира овие хегемонистички и барања од 19-тиот век на политичари во Бугарија во 21-тиот век. Односно, ние ќе бевме посакуваниот ученик, кој што ќе треба да седне еден ден доколку конечно заврши со студиите успешно на таа маса со другите земји членки во Европската Унија. А ние сега што правиме? Ние се бориме за слаба двојка, да не одиме на полагање, и единственото нешто што не прашува нас професорот е која лекција од овие 100 ја знаеш за да ти пишем двојка. И Зоран Заев и Бучковски велат, јас само знам да подпишувам. Не знам да сработам, не ме бива за реформи, не знам како тоа да го направам, но кажете ми што треба да подпишам со заврзани оци и јас ќе подпишам. Тоа не сме да го дозволи македонскиот народ. Политичките партии во Македонија, без разлика дали се парламентарни или надвор од парламентот. Во историска смисла на зборот, ние треба да бидеме трпеливи, да се завршиме домашната задача, да ја заслужиме нашата петка, тогаш датата сама по себе ќе дојде. Ако ние се бориме за слаба двојка, тогаш верувате, цело време ќе бидеме предмет на уцени, закани и цело време ние ќе бидеме тие кои што тивко, но сигурно ќе го асимилираат сопствениот македонски народ. Мислам дека бев јасен, апсолутно, да се завршиме домашната задача, Александр. А после тоа, се ќе биде полесно и во преговорите, и во се останат. Ви благодарам.